Благодарам. Јас сум еретик и јас од тука ќе искажам ерес. Јас сум против реформи. Бидејќи во сите овие децении колку што живеам и работам, сите можни реформи завршија на истиот начин, во кенефот. И смачена ми е веќе. Затоа сум против реформи. Не заради тоа што сум априори против, туку заради тоа што, за жал, животот ме поучил дека ние нешто не знаеме и не сме научали. Добро, ова ми требаше малку загревање. Па, почитувани председателке, премиере, министерке, пратеници, колеги, присутни. Во есента, во далечната 2007 година, учествував како председател на Комисијата за образование на ЛДП на трибина што ја организиравме заедно со постариот коалиционен партнер во Струмица. Тука и се запознав со тогашниот градоначалник, а сегашен премиер на Македонија. Темата беше 9-годишното основно образование, што беше во постапка на подготовка. Мојата критика се сведе претедосно на отсуство на доказ дека таквиот потек ќе биде добар за нашата земја. Бевме прилично синхронизирани со господин Заев дека таа работа не ја бива. Заврши како што заврши. И натаму сум на мнение дека потекот беше избрзан и недостатно аргументиран. Верувам дека и сегашниот премиер мисли горе-долу некако така. Речиси 8 години подоцна, на 5 јануари 2015 година, имаше дебата во собранието на РМ, во овој дом, за воведување на државен испит во високото образование. Бев против и укажував дека се работи за адхок решение, мотивирано и со добри желби, ама не подкрепено со аргументи. Во собранието представниците на власта не ги прифаќаа моите критики, иако подоцна покажуваа интерес да поразговараме за моите тврдења. Тука инаку се стекнав и со еден добар пријател, тогашниот советник за образование и наука на тогашниот премиер, професорот Азир Алију од Универзитетот на Југоисточна Европа. Исклучително интелигентен и артикулиран млад човек со кој што имавме убав муабет и ни остана пријателството до ден денешен, па така што има ќар од овие работи, еве. Интересно е дека кога дојдов дома, речиси немаше човек што не ми се јави да ми честита за настапот. Се јавува и кај мене и кај мојот тогашен ректор, професорот Стојковски, да ни честитаат на двајцата за одбраната на образованието. А јас глупав, како што ме дал Господ, односно мојот собствен творец, мислев дека честитките се резултат на тоа што сме ние вистински истомисленици, дека мислиме исто од принципиелни, а не од условно речено лукративни причини. Еве сме сега на трето продолжение, нов концепт за основно образование, ама сега со изменети улоги. Тогашните опозиционери се сега на власт, а тогашната власт е опозиција. Јас и натаму се држам до тезата дека за да правиш нешто, треба да имаш докази дека тоа што го правиш е добро. Не е доволно да имаш добра волја, оти патот до пеколот е поплочен со добри намери. Кога би биле доследни, драги пријатели, вие сите би ми честитале сега. Ама се плашам дека ова не ќе се случи. Ако сите бевме биле доследни, ќе се случеше нешто друго порано. Вие самите министерки и членови на тимот ќе ме поканевте на оваа дебата, за да чуете некакво аргументирано мислење различно од вашето. Тоа не се случи. Се разбира, човечки е да сакаш да бидеш во право. Ама не е човечки да се прекројува вистината. Ако Ману не дала поддршка, тоа е факт. И тој факт го знаеме. Ниско е да се повикуваш на мислење на тројца академици, на мислење што ти оди во прилог. А да го игнорираш ставот на 33-ца, мајко му, зар не можевте барем председателот на Ману да го обезбедите тука? А не сте го поканили ниту него, ниту Ману, од прва рака ми е информацијата. Природно-математичкиот факултет е против концептот
со огромно мнозинство. Дегутантно е да се најде човек од ПМФ што те поддржува, за да кажеш дека еве и од ПМФ имам поддршка, а премолчуваш дека 100 души мислат инако. Ваквото изнесување не е ниту оригинално. Видени се такви прекројувања во историјата повеќе пати. Може би баш затоа треба да ја убиеме историјата. Патем, хипокризија е кога во речиси идентични ситуации се однесуваш различно. Во ова што го слушнав денеска, рака на срце, морам да кажам, имаше работи кои што многу ми се допаднаа. Да речеме, многу ми се допадна она што професор Бешка го спомна, мислам дека беше професор Бешка, дека има можност некој да слуша албански наместо втор странски јазик. Во Македонија ценам дека е тоа важна работа. Да имаш такво право да слушаш ако сакаш. Јас за ова инаку немам доказ дека е добро, ама мене ми се допаѓа. Па горе-долу на исто сме, само што јас не го прекројувам образованието по мој терк. Дозволете да завршам со апел, што нема да го прифатите. Кренете раце за сега од оваа работа, ставете во мирување и извршете пилот тестирање на овој модел, не на некој други. Секако голем успех е да те поддржат 93 невладини организации. Импресивно е на состанокот со директорите на основните училишта сите да дадат поддршка на концептот. Вие се разбира им верувате, нели? Видејќи никој никого не присилувал. Ама, моje гледање на работата е дека тие само добиле, кажано со зборовите на Майкл Корлеоне од филмот Кум, an offer they cannot refuse. Понуда што не може да одбијат. Ви благодарам на вниманието. Ви благодарам, професоре Петрушевски.